Работни мантили за наставниците и ученичка униформа за учениците. Основното општинско училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот овие униформи ги носи втора година поред. Директорката на училиштето Фиданка Ивановска изјави дека мантилите наставниците и учениците ги носат со цел да заштитат својата облега, но и да не се гледа скапата брендирана или обична гардероба. И наставниците, па дури и директорката, значи сите ученици и сите наставници имаме работни униформи и тие ги носиме секој ден. Имаат униформи, основното училиште Свети Кирил и Методи има униформи. Сега колку ги носат, тоа нели е внатрешно. Меѓутоа во нашето училиште сите носиме униформи. Децата или наставниците? И децата и наставниците, погледнете ги, наставниците ги носат своите работни мантили. За работните мантили на наставниците говореше градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Ја поддржа оваа мерка во основните училишта, но за понатаму дали ова ќе стане пракса и дали учениците ќе добијат работни палта, ќе биде консултирано со општинските соработници. Задолжителен работен мантил за наставниците во почетокот, да, а понатаму ќе видиме како ќе биде и со останатиот дел од дали ги носат и децата. Значи треба да внимаваме на финансиската импликација, дали ќе може да се поднесат родителите. Јас сеќам едно време кога јас бев ученик, знам дека носев во средно училиште. Меѓутоа основно не носев. Така да ќе видиме што ќе се деси на тој план. Секој случај ќе испоразговараме со службите, ќе видиме, ќе направиме проценка дали ќе го имплементираме сето тоа, меѓутоа за професорите сигурно ќе биде. И во основните и во средните училишта. Работната облека врз секојдневната гардероба може да ги надмина класните разлики во училиштата, особено кои посиромашните ученици, чии родители не се во можност да им купат скапа гардероба. Ке се чистат речните корита од насобраниот отпад. Министерот за животна средина и просторно планирање веќе оствари средба со градоначалниците од општините, каде ќе се изведе акцијата на која им ги презентираше деталите. На истата присуствуваше и градоначалникот Чадиев. Вели дека се е подготвено за спроведување на акцијата. Реката Вардар е влезена во опфатот за средување, тоа значи добивме 13.000 литри нафта и сега ќе ги одредиме ние приоритетите на стручен колегиум на наредниот период. Ние испаднавме со повеќе проекти, да знаете. Значи треба најгорливите да ги одредиме место. Ја мислам дека ќе ги задоволиме потребите за средување, ќе ги отпочнеме денови интензивни преговори и за да почнеме пред дождовите да го следиме тој дел од коритото на реката Вардар. Значи бев на средба со министерот за животна средина и добивме, ни ги кажа кои се количините согледно, ние ги приложиме претходно документација. Целокупниот потфат од Башино село, од помалиот остров, па се до автобуска станица, островчињата што представуваат потенцијална опасност при поголеми обилни дождови, односно и при поголем водостој на реката Вардар. Координатор на акцијата е Министерството, а трошоците за акцијата паѓаат на грбот на Министерството и на неколку државни институции. Целта на акцијата е да се исчистат речните корита со што драстично ќе се намали можноста за појава на поплави, кои се особено карактеристични за пролетниот период. На неодамнешната средба во Министерството за животна средина, Адеми апелираше за голема одговорност во реализацијата на акцијата. Локалната самоуправа на големо се подготвува за нејзино спроведување. Исто како и минатите години, значи ние ќе направиме, ќе склучиме договор со луѓето кои што имаат фирмите, што имаат механизација, ние тоа ќе го компензираме со нафта, значи ние ќе им даваме нафта и од останатите потрепштини што се потреби, значи ќе ги викнеме сите, транспарентна ќе имаме ситуација како за се досега, сите оние кои имаат таква тешка механизација и заедно со нашите стручни служби, за тоа истовремено ќе се консултираме и со другите надлежни органи во сегментот, нели, кој јавното претпријатие Лисиче бидејќи нели стопанисува со водите во нашиот сектор, односно во нашата општина, заедно ќе направиме акцијата и ќе завршиме успешно. За оваа намена владата го усвои акцијскиот план на координативното тело на Министерството и донесе одлука за обезбедување на 946.600 литри нафта, кои пропорционално ќе бидат распределени помеѓу 38 општини и 9 водостопанства. Предвидено е со акцијата да се исчистат вкупно 142 километри речни корита од разноразни материјали кои несовесните граѓани ги фрлаат во реките. Продолжуваат екоактивностите во детската градинка Димче Мирчев. Овие активности се во рамки на Националната програма за интеграција на еколошката едукација во образовниот систем, како и на активност од градинката ја најавуваат акцијата за рециклирање на пластични шишиња.
Во знак на детската недела од 7 до 11 октомври започнуваме со масовна акција на собирање на пластика. Во сите објекти на детските градинки ќе бидат поставени пунктови кои што ќе бидат специјално обележени за оставање на пластиката. Целта на акцијата е децата од најмала возраст да се научат да го селектираат отпадот, со што ќе помогнат на планетата Земја да стане почиста и поздрава животна средина во која што ќе живееме сите. Во изминатиот период чести беа екоакциите во детската градинка. Покрај рециклажата на пластичните шишиња, во градинката се собираше и хартија. Во оваа доста успешна акција беа собрани повеќе од 4,5 тони хартија. Овие акции, велат од установата, едукативно влијаат врз децата. Во текот на масовните акции децата се едуцирани во таа област, им се прикажуваат различни документарни филмови во кои што децата го следат патот на рециклирање, од собирање на пластичната амбалажа па се до преработка во индустријата. За таа цел пластиката која што и ние ќе ја собереме овој пат, дел од пластиката ќе биде намената за преработка, а дел ќе биде креативно искористена од страна на децата и родителите во разни видови на работилници, каде што ќе можеме да си ги покажеме креативните способности. Успешноста на екоакциите помогната од големата вклученост на родителите, но и целокупната локална заедница во нив. Со сите овие активности, градинката ги обезбедува 4 екостандарди: заштита на електрична енергија, заштита на вода, одржување на чист и еколошки двор, како и уреден и одржан објект на детската градинка. Што се однесува за стандардот за заштита на вода, градинката оваа година спрема посебна стратегија на собирање на техничката вода, посебно на дождовницата. Во специјални садови и буриња се инсталираат системи за собирање на водата и децата учат дека таа вода може да биде искористена понатаму за наводнување на дворните површини и за одржување на зеленилото. Кампањите од екопроектот во детската градинка се одвиваат во текот на целата година, па така во склоп на акцијата Здрава храна за детство без мана беа снимени 7 ТВ емисии кои се емитуваат на телевизија Здравкен, а во кои децата заедно со професионалци од областа на гастрономијата и кулинарството учеа за подготовка на оброци користејќи здрави продукти. Завршена е реализацијата на проектот изградба на игралиште во близина на автобуската станица. Жителите од левата страна на градот веќе извесен период рекреираат на ова игралиште. Председателот на Општинскиот совет Александар Колев вели дека наскоро овој дел од градот ќе добие комплетно нов изглед. По целосната реконструкција на ова игралиште и замената на подлогата и спортските реквизити, Општина Велес ќе продолжи да го развива и да го разубавува овој дел од градот, односно ќе продолжи со уредување на околниот простор. Поточно предвидено е уредување на зеленилото околу ова игралиште, предвидено е уредување на пристапните патеки, како и уредување на паркинг просторот. Во моментов, еден од најголемите проблеми представува светлувањето, но според најавите наскоро и тој ќе биде решен. Според Колев, се поголем дел млади луѓе го користат игралиштето за спорт и рекреација. Општината, вели тој, ќе продолжи и понатаму да инвестира во спортот, за тој да биде што повеќе застапен, особено во секојдневието на младите луѓе. Левата страна на градот има една таква конфигурација, каде поголемиот дел од луѓето, од младите кои што живеат во овој дел од градот, живеат во еден повисок дел на едни потесни улички, да кажам, каде нема можност да се изградат вакви капацитети. Би се рекло дека ова е единствено игралиште во овој дел со овие димензии, со овие капацитети, кои што можат да го користат младите луѓе од овој дел на градот. И мојата информација е дека токму тоа и го прават. Всушност, реконструкцијата на ова игралиште беше едно од барањата на жителите од овој дел на градот. Изградбата на игралиштето се реализираше со средства од буџетот на Општина Велес. Истото засега ја чини Општината 1.400.000 денари, пари од програмата за градежно земјиште. Владеачката ВМРО ДПМН реагираше на вчерашниот прес на Социјалдемократскиот сојуз. Од партијата велат дека опозицијата, иако на 8-та седница позитивно изгласила 10 од 13 извештаи за работењето на училиштата,
Сепак вчера на пресконференцијата од Социјалдемократскиот сојуз истите беа критикувани. Граѓаните кои имаа прилика да ги видат пресуд на СДСМ и 8-та седница на Советот ќе останат збунети и ќе се запрашаат зошто на вистина советниците на СДСМ гласаа позитивно за 11 од 13 извештаи на училиштата, кога сега јавно го критикуваат нивното работење. Крајно е нелогично да се сомневаат во законитоста на работењето на училиштата, а при тоа да ги поддржат нивните извештаи. Тоа говори за нивната непринципиелност и недоследност на ставовите кои ги изнесуваат пред граѓаните. Само СДСМ и нивната советничка група знаат од каде им е потребата да пласираат такви непринципиелни ставови во јавноста. Но доколку ваквите настапи, кои се на штета на целиот образовен процес, се планирани и се со намера за собирање на политички поени, им порачуваме дека нема да успеат. Од ВМРО-ДПМН не изјавија дека Социјалдемократскиот сојуз во иднина ќе успее да разбере дека образованието е од исклучителна важност за севкупниот развој на општеството и тоа не би требало да биде тема за политичка битка. Вкупно 6 кривични дела регистрирала Велешката полиција во изминатата недела. Од нив 2 се тешки кражби, од кои една во обид, 2 кривични дела кражба и едно кривично дело измама. При извршените кривични дела тешка кражба и кражба одземени се метални предмети, пари и друго. Изминатава недела регистрирани се и 2 нарушувања на јавниот ред и мир со физички напад. Во полициската викенд контрола на локалите за присуство на малолетници во нив после полноќ во деновите 16 и 22 септември, во времето помеѓу полноќ и 2 часот наутро, полицијата не констатирала прекршоци или кривични дела. На територијата на СВР Велес случени се 8 сообраќајни незгоди, од кои 5 на отворен пат и 3 во населено место. Полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведе акцијска контрола во делот на сообраќајот, при што констатирани се повеќе прекршоци. За време на викендот, полицијата регистрирала и едно кривично дело тешка кражба, како и 4 сообраќајни несреќи.